Така е, четврток, 18 часот и 15 минути или редовен термин за најновото издание од Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, ви благодарам што не следите и овој четврток. Вечерва ќе говориме за еден познат детски фестивал кој што годиниве наназад обстојува овде во главниот град. Имено на 18 и 19 април во Македонската опера и балет ќе се случи неговото 23-то издание. Говориме за детскиот фестивал Поточиња, а малку повеќе за сето она кое што го одбележува Поточиња ќе проговориме вечерва со Оливер Пап, или главниот продуцент на фестивалот, композитор и текстописец секако. Оливер, благодарам што си дел од Скопје ми е дома. Со мене веќе по втор пат во овој циклус емисии. Можеме на ти, се надевам, како си? Благодарам на поканата, слободно можеме на ти и навистина ми е драго што повторно ќе разговараме за новиот циклус на детскиот фестивал Поточиња, односно најновото издание Поточиња 2026. Така, 23-то издание, 18 и 19 април во Македонска опера и балет. Кои се новините што ги воведувате во ова најново 23-то издание од Поточиња? Па можам да најавам дека веќе ова издание Поточиња 2026 го замисливме како една приказна која што продолжува од минатото издание Поточиња 2025. Веќе не измина една цела година од одржувањето на 22-то издание на фестивалот и некако го конципираме како една приказна која што во најголем дел со содржините и со темите на песните ќе значи продолжување на она детско музичко патување и сите кои што не следеа минатата година. Инаку во 2025 година по завршување на фестивалот имавме доста гостувања и во Скопје и низ Македонија. Дури со Поточиња гостувавме на хуманитарен концерт во Германија кај нашинците во диаспората, каде што си поминавме одлично, каде што беше се на највисоко ниво и дадовме еден мал скромен допринос од наша страна во поглед на празнувањето на црковната општина во Мајнц по повод 10 години од воспоставувањето и изградбата на храмот православен во Мајнц, и сега по завршување на 2025 година каде што имавме новогодишни настапи, новогодишни дружби со сите дечиња кои што ги сакаат Поточиња, веќе сме црсто фокусирани, имаме уште некои си 20 на дена до новото издание и она што можам да го кажам, ќе има 17 нови песни, нови композиции. Добар дел и од сценариото со нашиот водител, маскотата Поки, позади која што е актерот Мартин Јордановски, ќе биде еден вид на мало надополнување на се она што беше во 2025 и нормално со нови содржини кои што се надеваме дека и оваа година, како и минатите години, ќе им се допаднат на децата. Така, продолжуваат, верувам, соработките и со актерот, со маскотата Поки. Соработувате ли со други композитори, со други музички уметници, еве конкретно за оваа година, за најновото издание, што може да очекуваме, какви се соработки? Така, значи, имаме соработка со автори на текстови, односно текстописци кои што се посветени на творење за децата. Генерално авторскиот тим го состоиме, да кажам, Мирослав Пап, Леон Пап, Оливер Пап, односно јас, каде што се грижиме за музичкиот дел, за продукцијскиот дел и така натаму. Секогаш сме отворени за нови соработки, секогаш се трудиме да дадеме нешто ново, меѓутоа да го следиме трендот, меѓутоа да не претераме, бидејќи сепак се обраќаме кон најмалата публика, односно тоа се дечиња кои што уште од најрана возраст, од речиси 1 година па до 10, 11, 12 години ги слушаат нашите песни и секоја година се трудиме да направиме баланс и во музичкиот и во продукцијскиот дел, а секако и во делот на текстовите и темите кои што се обработуваат во самите песни, да бидат соодветни на возраста на децата, ама сепак да звучат модерно
и тоа да биде нешто ново, бидејќи Да, каде е тој баланс помеѓу модерното и помеѓу она кое што е навистина содржина за деца и колку е одговорна целата таа работа на текстописец? Па конкретно за текстовите можам да кажам дека тука обрнуваме многу внимание од проста причина што не сакаме по секоја цена да следиме некои трендови, односно да се употребуваат во текстовите и некои жаргонски изрази кои што во моментот можеби се да кажам интересни и трендовски, особено и по социјалните мрежи и така натаму. Значи се трудиме, главната мисија ни е да го задржиме македонскиот литературен јазик, децата да ги учат песните преку текстовите кои што имаат и порака да испратат и да научат нешто ново од детскиот свет. Дали е тоа природата, шумата, животните, меѓутоа имаме и некои текстови и песни кои што се и за веќе кои што одат кон тинејдж фазата. Меѓутоа како фестивал знам дека тоа не краси сите овие скоро 2,5 децении, дека особено внимаваме и сме посветени на тоа да текстовите бидат содржински, конципирани и суштински, со максимално внимавање на македонскиот стандарден литературен јазик, затоа што сметаме дека во целата ова, да кажам, ситуација, каде што и период и момент, каде што веќе на децата се им е достапно преку социјалните мрежи, се е дигитализирано, се е глобализирано, многу тешко се доаѓа до тоа да гледаат содржини интересни и да слушаат песни на македонски јазик. Претежно тоа е нормално англискиот јазик, би ги издвоил и регионалните јазици, особено од бившата Југославија, и сметам дека и наша обврска, меѓутоа и како општество и како културна заедница е на сите да се грижиме за македонскиот јазик, што се однесува до музиката и до песните. Се трудиме секогаш продукцијата да е на врвно ниво, да звучи модерно, а сепак тоа да биде детски и да биде за нив интересно и секако пријатно за уво. Рековте 17 песни, што значи 17 учесници на овој фестивал. Како одеше процесот на селекција, односно како се создаваа сите овие песни, колку временски период е тоа? Верувам дека и претходната година работевте на сето ова, па иде малку повеќе од тој агол. Па прво можам да кажам дека подготовката на секое ново издание започнува кога ќе заврши старото издание. И веќе ние активно се подготвуваме за фестивалот по завршување на минатогодишниот фестивал, веќе од летниот период. Ги подготвувавме новите песни, новите теми, ги селектиравме песните. Потоа дојде оној момент традиционален, во септември се одржа аудиција за прием на нови членови. Нормално имаме и деца кои што се долгогодишни членови на фестивалот и кои што продолжуваат, се прави една голема група која што на почетокот се секогаш сите деца се дел од хорот на детскиот фестивал Поточиња. И потоа можам да кажам дека иако се 17 песни, повеќе учесници се на фестивалот брои преку 60 на деца. Тоа е хорот на фестивалот и нормално децата кои што од хорот произлегуваат па и ги изведуваат песните. Дел од песните се дуети, некои песни ги пеат и повеќе дечиња. Правиме да биде интересно, правиме да биде за децата што е можно поинтерактивно. Тука на самиот фестивал ќе биде и нормално Поки, кој што ќе се погрижи со неговите, да кажам, интересни гледање на работите и на песните и на самите текстови, на целиот амбиент во салата, сето тоа да го преточи во едно интересно патување од час и половина за сите деца кои што ќе дојдат да го гледаат фестивалот. И можам да кажам дека секое ново издание, да се навратам, секое ново издание се подготвува цела година. Работиме на тоа, мислиме активно, следиме што се случува, особено надвор, гледаме што можеме некој новитет ние да воведеме, нешто креативно, нешто па да биде и автентично македонско, затоа што еве овие, да кажам, преку 15 години што се бавам со детскиот фестивал Поточиња, сум вклучен во детската музика, слободно можам да кажам дека како Поточиња, како фестивал создаваме еден вид на автентична македонска ново компонирана, ново создадена детска песна. И сметам дека тоа е нешто што понатака во иднина повеќе би се валоризирало, зашто треба да помине одреден временски период,
Меѓутоа особено сме горди што Поточња е веќе фестивал кој што е препознаен во Македонија и надвор, како фестивал кој што создава еден вид на примерок како изгледа ново создадена детска песна на македонски јазик. Да, ти напомена дека веќе ве бараат и надвор од границите на Македонија. Имавте и плодна мината година, 2025 и овде со многу настапи што ја одбележа изминатата година. И ете кој е видикот за воиднина, дали очекувате повеќе такви меѓународни соработки можеби? Секако дека очекуваме, им се радуваме. Сега ако погледнеме од да кажеме од друга страна, тоа е комуникација на желба на нашинците, на нашата диаспора. Можам да кажам дека и не контактират и од Америка, и од Австралија, меѓутоа тоа е премногу далеку за... Тоа би дошло како некоја турнеја. Да, премногу далеку, затоа што сепак кај нас се изведувачи и главни звезди се децата, кои што се на возраст од 5-6 до 10-11 години. Меѓутоа, тоа е за нас една сатисфакција и се надеваме дека во иднина ќе организацијски ќе успееме да ги склопиме сите коцки со сите кои што сака да не видат надвор од границите на Македонија, да успееме да гостуваме и да се представиме нормално пред нашите во диаспората. Бевме во Германија, таму интересот беше голем, одлично си поминавме. Се надеваме дека повторно ќе има некоја можност да отидеме и навистина да ги израдуваме нашите деца таму, затоа што кога ќе излеземе надвор од границите, тогаш сваќаме, цениме и вреднуваме тоа што можеби додека сме тука не го цениме, не го вреднуваме. Ова зборам и за ние како организатори и како дел од фестивалот ја чувствуваме таа енергија каде што публиката кога сме надвор многу поинаку реагира, некако е поемотивно, повозбудено, повозбудливо, а исто така помотивирани се и децата кои што настапуваат на фестивалот, затоа што веќе се надвор од границите на Македонија. Меѓутоа, она што и особено ме радува, што Поточња долги години веќе од самото основање, од првите изданија на фестивалот, е национален фестивал, кој што ја покрива цела Македонија. Барани сме, гостувавме во низ повеќе градови и оваа година, и минатата, и годините наназад. Апелираме до сите кои што имаат можност да организираат еден таков вид на настан, да се потрудат, да не контактираат. Ние со задоволство би дошле во секој град и во секое место низ Македонија, затоа што од друга страна добиваме доста прашања и барања, претежно на социјалните мрежи и на телефонските броеви за контакти, кога ќе бидете во нашиот град, дали ќе дојдете во нашиот град, не сте гостували и така натаму. И навистина гледаме дека освен во Скопје, каде што редовно сме на најголем број на детски настани и од отворени од затворен тип, сепак јас би го ставил акцентот во оваа година и желбата да можеме да допреме до што е можно повеќе деца низ цела Македонија и да имаат можност во живо да го проследат нашиот фестивал и да бидат дел од нашата музичка приказна. Да, фестивал во национални рамки, колку е препознаен и колку е поддржан од главниот град? Па, искрено да кажам дека изминатите години не беше некој разбирање за поддршка. Претходно не беше така, од самото основање фестивалот имаше солидна и квалитетна поддршка од градот. Се надеваме дека во моментов е активен конкурс за проекти од градот Скопје, конкретно збориме за организационата единица на градот Скопје, и се надеваме дека ќе добиеме поддршка каква што ја заслужува детскиот фестивал Поточња, затоа што ние секогаш на градот од тоа што сме добиле многу повеќе му враќаме, секогаш сме тука за априлијади, за празникот на градот Скопје, за секој вид на свечености и детски активности, детски настани кои што се случуваат под патронатот на градот. Можам да кажам дека приметуваме дека има придвижување во таа насока, бидејќи во организација на градот Скопје оваа година беше новогодишната прослава која траеше подолго време во декември и нормално бевме поканети, со големо задоволство учествувавме и навистина ни беше многу драго
затоа што главниот детски настан, односно пристигнувањето на Дедо Мраз на Скопскиот плоштад беше токму со проседен со програмата на Поточниња и си поминавме и ние одлично и сите граѓани со своите дечиња кои што дојдоа на плоштадот си помина убаво. Се надеваме дека оваа 2026 година ќе биде година каде што со градот Скопје повторно ќе соработуваме на највисоко можно ниво како што било во минатото, бидејќи децата се иднината и на оваа држава и на овој град. Ние работиме со децата и создаваме, да кажам, нешто кое што останува во иднина, меѓутоа кое што е со концепт од децата за децата. И доста често се случува да имаме, например, некои разговори и да се доведуваме во ситуација каде што Поточниња да се споредува со некои проекти за деца без разлика на фестивали, меѓутоа каде што главни протагонисти се, да кажам, возрастните, односно професионални музичари, актери и така натаму. Главната вредност и главната убавина на Поточниња што главните протагонисти се децата, учесниците се децата, тоа е детскиот хор Поточниња, солистите на фестивалот, кои што изнесуваат цела програма, сите песни, и нормално со поддршка на Поки, односно Мартин Јордановски, кој што ја води целата таа приказна која што ние замислуваме. И навистина се надеваме дека 2026 ќе биде година во која што ќе продолжиме со успесите онаму каде што застанавме лани. Велите дека работите низ текот на целата година, какви се сега пробитите само 20 на дена пред одржувањето на новото издание од фестивалот и какво е искуството за дечињата, целиот овој процес и целиот фестивал? Па во моментов, затоа што имаме уште 20 на дена, веќе пробите се на високо ниво, висок интензитет, речиси секојдневни. Во моментов се воигруваат кореографиите, односно танцот кој што ќе го презентираат децата при сите песни. Можам да кажам дека веќе аудио материјалот, односно песните се снимени. Во моментов се работи на продуцирање на песните. Децата се возбудени, децата се среќни. Нас многу не радува што се многу одговорни, што се трудат, што се редовни на пробите, што даваат максимум. И тоа нас не мотивира да продолжиме понатаму со целата оваа концепција која што имаме, да ја работиме, да ја надградуваме, да внесуваме некои нови идеи, бидејќи ова го правиме за децата. Фидбекот го гледаме од нивна страна како учесници дека е многу позитивен, дека се возбудени, дека едва го чекаат фестивалот. Во многу сегменти можам да кажам се однесува доста попрофесионално од возрастни луѓе кои што се нафаќаат на некој професионален ангажман и навистина и фидбекот, односно она што ни го враќа публиката како одек, дечињата е непроценливо. И на се што се темели Поточниња, се темели на желбата на публиката да ги слуша нашите песни, да ги гледа, да ги прати нашите настапи, да биде дел од нашите фестивали и она што особено не радува и на кое што слободно да кажам сме горди, е тоа што голем дел од песните на Поточниња се дел од воспитно-образовниот процес во градинките и во училиштата, така што нема поголема сатисфакција од тоа. Наше е само да продолжиме да работиме, бидејќи децата се одлични, се мотивирани и едва и чекаат да излезат на сцена кога ќе дојде фестивалот. Опера и балет ќе биде ваш домаќин на 18 и 19 април, односно таму ќе се случува фестивалот. Картите верувам дека веќе се во продажба, каде може да се набават и имате ли представа до каде продажбата, односно каква е заинтересираноста оваа година? Билетите се веќе во продажба преку продажната мрежа на МК Tickets. Како што рековме, 18 и 19 април во Македонската опера и балет закажани се сега вкупно 6 представи, односно по 3 во денот од 11, 13 и 19 часот. И сакам да апелирам до сите кои што не следат, а имаат желба да го посетат на фестивалот, да побрзаат, бидејќи состојбата во моментов со билетите, можам да кажам, преку 80-85% од вкупниот капацитет е пополнет, што значи дека очекуваме во наредните денови веќе да бидат и распродадени сите представи, така што интересот е голем на публиката. Билетите во продажба се веќе преку 20 на дена и се веќе при крај.
Така што е еден апел до сите родители кои што се двоумат, мислат, се чекаат, дека преку продажната мрежа на МК Tickets може да ги најдат билетите за новото издание Поточиња 2026. Оливер, 23-то издание, верувам дека ти си растал со самите почетоци на овој фестивал, со какви предизвици се соочи и Поточиња, колку се менуваше фестивалот низ текот на сиве овие години наназад? Па да. И што значи од продукцијски аспект ете да се организира еден ваков голем детски фестивал? Доколку не се вклучуваат новини и новитети, секако дека забот на времето секоја работа ја нагризува. Она што ме врзува за Поточиња и почетоците на фестивалот, тоа е добро познатата универзална сала. Таму првите 11 изданија на фестивалот таму се реализираа и можам да кажам дека тој символ на Скопје на вистина и ден денеска после толку години никој го нема заборавено и сите сме во очекување конечно да се реновира и возобнови, да се изгради одново универзалната сала, бидејќи ние го чувствуваме тој простор и тоа место како наш дом, каде што започна фестивалот, каде што се роди таа љубов на публиката кон Поточиња. И она што можам да го кажам дека нормално и во Македонска опера и балет и во Македонска филхармонија сиве овие години се одржува изданијата на Поточиња. Можам да кажам дека секој нов простор си бара ново прилагодување и ново модифицирање на сценскиот простор кој што се нуди. И тука секогаш треба да се биде претпазлив, да се биде внимателен, бидејќи голем број на деца треба да бидат на сцена, прво треба да бидат сето тоа убаво да изгледа, треба да бидат безбедни, а од друга страна да имат и доволно простор да играат, да танцуваат, да пеат и сето тоа, а мора да се вклопи и сценографија која што ќе биде интересна за дечињата. И можам да кажам дека новитетите треба да се седне малце да се анализира, да се види како бил почетокот на фестивалот, каде е фестивалот сега. И мене ме радува што кога ќе го погледнам сето тоа забележувам една константа која што е позитивна. Значи духот на фестивалот постои, духот на фестивалот е тука како првите години, а секоја година продукцијски и сценски се подобруваме и ги пратиме новите трендови и секогаш се трудиме колку е во наша моќ и знаење на публиката и на децата стварно да им пружиме и овозможиме модерно уживање како во развиениот свет, каде што гледаме преку социјалните мрежи и телевизија дека долго време екзистираат голем број на детски шоуи и фестивали. Имате ли некои нови идеи за можеби поинаков формат на самиот фестивал? Како го гледате Поточиња во годините кои што доаѓаат? Ќе се сменили форматот? Па форматот е тој кој што е и секогаш е подложен на промени. Меѓутоа веќе неколку години чувствуваме дека е време можеби за формат кој што ќе ги опфаќа старите хитови на Поточиња, затоа што доста ги бараат хитовите изведени сиве 23 години наназад на фестивалот и можеби тука е правиот одговор на прашањето дека веќе со години е дојдено времето и размислуваме како сето тоа да го изведеме да биде навистина одлично, да биде примамливо, да биде за сите деца интересно, но различно од фестивалот. Повторно да се биде Поточиња, меѓутоа во некој сосема ново руво, кој што би бил, да кажеме, втор проект на детскиот фестивал Поточиња, бидејќи и доста од публиката која што доаѓа на секој нов фестивал е со прашања и со интереса дали ќе има оваа песна, дали ќе има таа песна кој што веќе се изведени години наназад. И сметаме дека тука во тој поглед би можело нешто или во текот на оваа година, а многу веројатно или наредната, да ја понудиме на публиката која што знаеме дека со нетрпение очекува и нешто такво ново од фестивал. Колку дечињата се активни со нивни идеи, можеби со предлози за самите изведби, за самиот фестивал? Децата се секогаш полни со идеи и можам да кажам дека дел од нивните идеи ги прифаќаме. Особено се многу креативни и активни кога доаѓа периодот за танцување. Па тука знаеме на некои од децата кои што имаат своји идеи да им оставиме простор сами да си ја осмислат коreографијата која што ќе имаат на самиот фестивал.
и можам да кажам дека имаме златни деца. Стварно ми е задоволство што се дел од фестивалот и сите овие години плејада на многу деца поминале. Секоја година на крајот кога ќе заврши се, значи впечатокот е тој дека сме имале стварно прекрасни деца, талентирани деца, членови на фестивалот кои што секоја наша замисла ја реализирале, дури дали некоја своја идеја, придонеле, и особено не радува што по настапот на Поточиња или членството од повеќе години на Поточиња, кога веќе растат и се движат кон тие средношколски денови, подоцна и факултет, навистина гледаме дека скоро сите деца кои што биле дел од Поточиња се оплеменети со култура, оплеменети со музика, и многу од нив решаваат токму професионалниот пат да им биде во музиката. Оливер, што покажува работата со деца, постојаноста меѓу децата во првите редови, и работите, соработувате секако со дечињата, творите и создавате за нив. Колку фестивали и настани, можеби случувања од ваков формат недостасуваат во главниот град, па и на ниво на држава, секако за дечињата, можеби и музички емисии? Тоа околу музичките емисии, да, веќе тоа е нешто прашање повеќе за телевизија и за некој телевизиски човек. Еден настани конкретно ваков формат? Па, бидејќи следам, можам да кажам дека има голем број на настани кои што се случуваат за деца. Можеби, евентуално јас би дал предност на квалитетот пред квантитетот. Значи, подобро е можеби да се има помал број на настани, меѓутоа добро осмислени, квалитетни, конципирани точно кон внимание на децата, да им го привлече вниманието, да ги расположи, да научат нешто ново, пред се да биде едукативно. И јас тука би дал предност на квалитетот. Ние сме реално општество и држава која што немаме многу ресурси. Денеска технологијата оди напред, и ако не се користат некои технолошки и технички алатки кои што чинат пари, нормално, кои што барат издвојување на поголем број на средства, ние многу тешко можеме да конкурираме на детска продукција која што ни доаѓа од надвор. И сметам дека треба да има малку и државата, и самоуправа, и сите општествени чинители, тука и бизнис секторот, да имаат малку разбирање повеќе, да бидат поотворени за соработка, не мора да поддржуваат само од финансиски аспект, туку може да дадат било каков вид на друга поддршка, која што, верувајте, многу ќе биде добре дојдена. Ова го знам и не само по нас, и по разговори со останати чинители во културниот живот и особено што работат со деца, дека навистина би ни било од големо значење, па макар и нешто да е символично, да бидеме поддржани, да се даде поттик, затоа што и децата тоа го чувствуваат. Може би се мали и не ги разбираат работите на рационално ниво како што се случува во светот на возрастните, меѓутоа како повеќе интуитивни, знаат и чувствуваат. И навистина се чувствува и кај нив една мотивација кога знаат дека, например, тој бренд кој што тие го сакаат и го конзумираат и така натаму е тука, го поддржува фестивалот и дека е заедно со нив. И сметам дека вака, како што го движиме разговорот и во оваа насока, дека можеби е вистински момент и да уште еднаш да напоменам дека сите општествени чинители, почнувајќи од државата па се понатака, дека мора да се вклучат повеќе и со концепција, и со стратегија, и со увид во тоа што се прави на детската сцена и тоа што го правиме конкретно ние, бидејќи оваа иднината на оваа држава е во децата. Ако не се посвети државата и општеството максимално на децата и на нивниот развој, нивната среќа и нивните погледи понатаму во животот, сметам дека не е добро да се остави тоа само така на поединечни изблици на, да кажам, па и добар дел на работи кои што се работат од љубов. Значи, љубовта е водилка за се, со многу љубов, со многу внимание го подготвуваме ова, меѓутоа секоја поддршка и помош е добре дојдена за да бидеме уште поквалитетни, уште подобри
да освен во границите низ Македонија да бидеме познати и надвор, и мислам дека тоа е вака еден апел кој што мислам дека во наредните години ќе добие на тежина и ќе добие на значење секој детски проект, па вклучително и поточња. Да, и настрана од сето тоа, како сметаш дека се движат ете работите конкретно во главниот град во делот на културата, во културните случувања, има ли поместување во нагорна линија и како ќе се движат понатаму можеби работите, што му недостига на Скопје, нема да прашам, веќе сите добро знаеме во тој дел. Па можам да кажам сега реално Скопје како главен град има богата понуда културна, за сечи вкус што може да се каже, од настани, концерти, културни случувања и така натаму. Можеби евентуално треба да се подразмисли, да се направи некоја стратегија за и дневен и ноќен живот и на младите, и на постарите, и за сите, значи да се понудат некои активности кои што се од доменот на културата, а сепак ќе значат да кажеме некои активности плюс и време за разонода. Мислам дека Скопје има добра перспектива, дека можеби наредниот период сите очекуваме подобрување во секој аспект, па така и во културниот, затоа што Скопје има и капацитет, има и знаење, и тука сметам дека едноставно треба да се поведе внимание на регулација на тој ноќен живот, сепак сето тоа да биде во некои умерени граници, градот да биде секако и мирен и безбеден како што е генерално и сега, меѓутоа да се овозможи некоја малку поширока понуда, па гледаме дека зошто да не биде Скопје и град каде што би доаѓале и млади туристи кои што би сакале убаво да си поминат, има доста знаменитости кои што може да ги видат, доста убави места што може да ги посетат, меѓутоа како млади луѓе навечер би сакале малце да прошетат и да уживаат во некој голем концерт, диско забава и така натаму. И мислам дека тука можеби Скопје треба да ја бара својата шанса како град на солидарност, космополитски град после земјотресот, секако од секогаш и бил тоа Скопје, и мислам дека можеби дојдено е време да се представи Скопје и пред младите луѓе од Европа и од светот кои што би сакале да видат нешто ново, а при тоа нормално да им се понудат и интересни културни содржини кои што ќе ги задоволат нивните вкусови како и преку ден, така и навечер. Така убаво речено, и да се вратиме повторно на фестивалот и сето она кое што ќе се случува во април 18 и 19 во Македонска опера и балет. Уште еднаш да напоменеме каде се може да се најдат билетите, до кога ќе бидат во продажба, верувам додека не се потрошат истите, и уште еднаш да ги поканиме сите оние кои што сакаат да се учествуваат, односно да ги донесат нивните најмали. Епа, 18 и 19 април, поточнија 2026, најново издание на фестивалот, 23-то поред во Македонска опера и балет. Билетите се во продажба преку продажната мрежа на МК Тикетс. Покана до сите кои што ги сакаат, поточнија кои што сакаат да поминат квалитетно и убаво време исполнето со песна, радост и насмевки, да ги донесат своите деца и навистина сите заедно да уживаме, а од друга страна и да ги поддржат поточња, децата кои што учествуваат на поточња, бидејќи навистина вреди, бидејќи повеќе од 8 месеци се подготвуваат напорно. Им треба добра публика и аплаузи. И навистина има децата што да покажат, затоа ветуваме одлично издание, многу забава, час и пол програма која што е за секој вкус детски, така што преку МК Тикетс преостанатите билети кои што се во продажба може да ги најдат, и на 18 и 19 април се гледаме во опера. Се гледаме, Оливер, благодарам што во Скопје ми е дома, го најавивме најновото 23-то издание од Поточење. Ви посакувам успешен фестивал. Благодарам на поканата и секој добро на гледачите им посакувам. Така е, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и уште еднаш потсетувам дека билетите за Поточење 23-то издание за 2026 се веќе во продажба 18 и 19 април во Македонска опера и балет. Се гледаме таму, а ние се гледаме и наредната седмица во истиот термин во Скопје ми е дома. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.
вечно